Почитувани гледачи, еве не во уште едно издание на вашата емисија за иновативен начин на современото живење, In Клуб. И во оваа емисија ви подготвивме интересни прилози со теми кои се полезни за вашиот живот и здравје, а истовремено ги задоволуваат високите стандарди на квалитетниот и убав стил на живење. Јас сум Јана Бурческа, вашиот денешен презентер на In Клуб. Како што посебно помладите генерации знаат, моето појавување во јавните медиуми е поврзано со музиката и хуманитарните активности. Највпечатливо од се беше моето појавување во шоуто Македонски идол. Тогаш сватив колку навистина ми е важна музиката и колку уживам во неа. На младите таленти би им посакала да веруваат во својот талент и вистински да го вреднуваат, затоа што не секој се раѓа со талент. И во никој случај не смеете да дозволите вашиот талент да биде искористен по секоја цена. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Музичките звезди и јавни личности, како и најголемиот број припаднички на понежниот пол, посебно внимание ја обрнуваат на косата. Затоа, во првиот наш прилог денеска ќе ве запознаеме со професионален третман со високо квалитетни бои за коса, со органски состојки од италијанската лабораторија. Тие во себе содржат арганово масло и семки од грозје, како и други супстанци кои водат грижа за здравјето на косата и даваат висок сјај, а истовремено целосно ги покриваат седите влакна. Инсайт е линија формулирана во италијанска лабораторија за создавање на синергично дејство помеѓу древната мудрост на фитоекстрактите и фитомаслата и етичкиот избор за работа со органски состојки. Инсайт својата инспирација ја црпи од природата. Професионалната линија на висококвалитетни бои за коса Инсайт гарантира висок сјај и интензитет кои со големиот избор на нијанси може да го задоволат сечи и вкус, при тоа водејќи голема грижа за здравјето на клиентот и фризерот. Боење на коса. Формулата е со низок процент на амоњак, која дава висок сјај и при тоа го заштитува влакното од оштетување. Збогатена е со фитокератин, органско арганово масло и путер од семки, од грозје, кои имаат улога да ја негуваат косата за време на процесот на боење. Покривноста на седите влакна е 100%. Бојата е интензивна, длабока и долготрајна, а косата станува мека, подхранета и реставрирана. Време траењето на процесот е во стандардниот интервал од 35 до 45 минути, во зависност од нијансата и типот на косата.
боењето косата добро се плакне и се негува со шампон и маска за боена коса од истата линија. Шампонот содржи органски екстракти од макадамија за исхрана и заштита на влакното, како и антиоксидантен заштитен комплекс од екстракти од кна, манго и семки од грозје. За дополнително подхранување користиме маска од истата линија, која ќе ви овозможи дополнителна заштита од надворешните влијанија, а сјајот и бојата на косата ќе бидат видливо продолжени. Се завршува со вообичаен стајлинг на косата и нанесување на течни кристали од линијата на Insight.
Течните кристали, кои содржат органско сусамово масло и масло од лен, ќе додадат дополнителна нега и сјај на косата и ќе ја зголемат нејзината отпорност на надворешните агресии и влажност. Во чест на велигденските пости, денес ви презентираме постни специјалитети од кинеската кујна, зготвени на специфичен традиционален кинески начин. Тајните на кинеската кујна ги споделува со вас госпоѓа Силвија Лиу Димитриевска. Во моментот кога постите се актуелни, ние најдобро можеме да се представиме, бидејќи една од најважните одлики на кинеската култура и храна е токму вегетаријанската исхрана. Денес во чест на постите ќе ви представиме вегетаријанска трпеза која што е разновидна, богата, почнувајќи од супа, предјадење, главно јадење, прилози, сето тоа вегетаријанско, интересно, сготвено на специфичен традиционален кинески начин. Ќе ви представиме на многу интересна зеленчукова супа, која кинезите ја подготвуваат на многу интересен начин, со тоа што зеленчуците ги обработуваат со сатар, тенко сечени на ленти, се ги вријат во вок тава, термички се обработува 3 до 4 минути и од самиот сос вкус што го отпуштаат зеленчуците, таков вкус има и супата. Се додава кинески зејтин, од сусам кинески сол кој што не соли, туку само дава шмек. Супата се состои од морков, печурки црни бели, свежи шампиньони, краставица. Многу е важно да напоменеме дека супата треба да се внесе што поскоро од моментот на сервирањето, бидејќи кинезите веруваат дека од моментот на приготвување до моментот на конзумирање треба да биде што пократок за да се вкуси оригиналноста на специјалитетот. Нареден специјалитет вегетаријански кој што ќе го објасниме е салатата од цвекло и морков. Морам да напоменам дека кинезите се многу против употреба на ренде. Секој зеленчук е нас што е обработен и ставен во специјалитет е спремен рачно. Не треба да зеленчукот верува дека не смее да се поминува машински, ниту низ ренде, бидејќи на тој начин го поприма зеленчукот вкусот на металот. Покрај тоа што навидом изгледа едноставна, во себе има зачини кои што дури кога ќе ја конзумираме, сваќаме дека таа е уникатна. Нареден специјалитет кој што ќе го предложиме, а е многу познат во кинеската храна, е традиционален специјалитет, тоа е предјадење, се пролетните ролца, познати во светот широм кинеските ресторани како spring rolls. Spring rolls се тестенини кои што самите готвачи ги прават. Тестото е од палачинка, ставаме малку прас, зелка, морков, пипер, црни бели кинески печурки, свежи шампиньони, брокула, тиквичка и сето тоа многу кратко спржено во вок тава, 5 до 6 секунди, само колку да ги попреми зачините, солот и зејтинот, и потоа се полнат пролетните ролца со богатиот избор на зеленчуци и веднаш ги сервираме, меѓутоа интересно е што ги сервираме со традиционални кинески сосеви. Нареден специјалитет кој што ќе го представиме е мудриот патлиџан. Мудриот домац се комбинира со морков, со пипер, со соја сос, со кинески зачини кои што се тајна на готвачот, меѓутоа сите оние кои што се многу гладни
и веќе не сакаат да јадат пржени зеленчуци и комбинација на ладни и топли салати, мудриот домат е она што го заменува главното јадење во моментот на постите. Толку многу заситува и толку многу пријатно уживаме во неговата однадвор крцкавост, а внатре меко и сочно, што имаме чувство дури дека јадеме месо. Така да за сите оние кои што овој период постат специјално, а не се обожаватели на вегетаријанската храна, ова е нешто што ќе направи да се чувствуваат како да не постат, да се најадени, полни, а сепак да јадат вегетаријанска храна. Нареден специјалитет кој што ќе го представиме, еден од најпознатите во нашето меню, најобожавана е топлата салата, а тоа е пржениот зеленчук на кинески начин. Во себе содржи изобилие на зеленчуци сезонски, зелка, морков, пипер, црни и бели кинески печурки, свежи шампинјони, тиквички, иглести печурки, брокула, бамбус, да не го забораваме бамбусот кој што е многу добар за диета и за исфрлање на токсините од организмот. И сето тоа термички обработено само 5 до 6 секунди во вок тава. Се додава кинески оцет од ориз и тој ја дава шмекот и ја прави тајната на специјалитетот. Специјалитетот многу е битно да се конзумира што поскоро по сервирањето, како што нагласи за супата, бидејќи каскавоста на зеленчуците по сервирањето, да се осети оригиналноста, треба да се конзумира 5 до 6 минути по спремањето. Нареден специјалитет кој што ќе го објасниме и е прилог на сето ова е оризот и нудлсите. Овие нудлси што се пропржени во вок тава 4 до 5 минути се од брашно. Тие се многу тенки, лесно сварливи, многу лесно го примаат сосот и зачините и нема потреба од многу џвакање. И за сите оние ги предлагаме кои што не сакаат да јадат ориз и лепче, сакаат да сменат, да се обожаватели на тестенини. Секој оној што не му смета шмекот на лукчето, многу е убаво да го јаде во комбинација со нудлсите, бидејќи ние не користиме лук во прав, користиме свеж лук, тоа многу малку се става во овој специјалитет, колку само да замириса на лукче. Меѓутоа, толку многу го збогатува специјалитетот и го прави повкусен, како нудлсите да се во Кина велат како нудлсите да се направени да идат да бидат не разделлива нишка од лукот. Оризот со зеленчуци е претходно варен на пареа во посебен кинески сад и тој во принцип варен, мек, сочен. Секогаш ние предлагаме да се конзумира со специјалитетите, дали се вегетаријански или со месо, да се без разлика да се комбинира варен ориз, бидејќи е поздрав, нели, не е пропржен, меѓутоа сите оние кои што не сакаат да јадат варено, оризот со зеленчуци изобилува со многу зеленчуци и е правилен избор за сите обожаватели на вегетаријанската храна. Освен оризот и нудлсите, како прилог денес подготвивме и кинеско лепче. Меѓутоа, овој пат кинеското лепче е варено на пареа. Ова е оригиналниот вкус на тестото што го обожаваат кинезите. Кинезите, кога ќе дојдат во нашата земја, често знаат да се запрашаат зошто мора и тестото да го пржите или да го печете. Пробајте го варено да видите како е. Значи, тестото е варено на пареа во специјален кинески сад кој ни е дојден од Кина, го месат самите готвачи, го сечат на мали кришки и тоа е толку меко, во моментот дури пареа излага од него, што ве мами да скршите дел и да пробате во комбинација со специјалитетот.
Десертите во Кина се многу лесни, подготвени на многу поинаков начин од десертите на нашето поднебје. Значи се работи за свежо овошје, јаболка, банана, ананас, кои што ги сечат на многу мали коцки и потоа ги карамелизираат во вок тава. Денес ние подготвивме ананас и јаболка. Искомбинирани, значи со тоа што се сечат на парчиња, секое парче овошје се обвиткува во смеса која што самите готвачи ја прават, во која што нормално нема никакви додатоци млечни, ништо од животинско потекло. Потоа ги ставаат во вок тава да се спржат само 4 до 5 минути и откако ќе се стврднат, тие ги пропржуваат во вок тава во топен шеќер. Доколку сакате да бидете здрави, витки и енергични, како кинескиот народ, повелете да ги вкусите специјалитетите и да ја откриете нивната тајна. Великденските празници во мислите постојано не водат онаму каде овој празник најторжествено се прославува, во светата земја. Открите алулката на христијанството, одејќи по патеките на Евангелието. Заминете токму таму, каде се движел Господ Исус Христос и неговите следбеници. Израел и Палестина ги чуваат најсветите места на христијаните, евреите и муслиманите. Тука се најсветите места на раѓањето, животот и смртта на Господ Исус Христос. Во светата земја има 3500 историски и свети места. Ерусалим е светиот град на целото човештво. Зборот Ерусалим значи град на мирот, но во овој град биле кратки периодите на мир во неговата историја. Денес во Ерусалим разликуваме 3 негови дела. Во новиот дел живеат израелските евреи. Во источниот дел палестинците кои имаат израелско државјанство. А во стариот дел на градот се христијани, ерменци, евреи и арапи. Стариот град бил изграден во 1536 година, по времето на Сулейман Величествениот. И тој не изгледа како градот во кој живеел Господ Исус Христос, но точно е утврден и реконструиран патот на неговото страдање и местото на распетието. Улицата на страданието или на болката, Вија Долороса, е стрмна улица од околу 1000 чекори, кои Исус ги поминал носејќи го крстот на кој бил распнат. Таа води до Голгота, каде е гробот на Спасителот. На местото на распнувањето стои црквата на Христовото воскресение, односно Соборната црква на Христовиот гроб, која се смета за центар на христијанскиот свет и се состои од неколку цркви поврзани со заеднички зид и покров. 3 централни свети места се Голгота, каде што беше на Велики петок распетието, камената плоча на помазанието и Светиот гроб. Местото на гробот на Христос на царица Елена и го покажал епископот на Ерусалим Макари во 326 година. Царот Константин на тоа место воздигнал велелепна црква, која е завршена и осветена во 335 година. Витлеем, местото на раѓањето на Господ Исус Христос, денес е речиси поврзано со Ерусалим, но ги дели висок зид кој е граница помеѓу Израел и Палестина. Над пештерата на Христовото раѓање во Витлеем денес е прекрасната црква, изградена од страна на царот Константин и неговата мајка Елена. Самото место на раѓањето на Христос е означено со звезда од 14 краци, кои символично ја представуваат Витлеемската звезда. Во храмот постојат неколку чудотворни икони.
Nasproti Jerusalim je maslinovata gradina, kada Isus Hristos često prestojuvali se molel. Neplaninata je i katoličkata crkva Oče naš. Бидејќи Исус Христос, тука тој за прв пат ја кажал Господовата молитва Оче наш, која е испишана на зидовите на 63 јазици. На подножието од Елеонската гора е црквата Успение на Пресвета Богородица, изградена на местото каде што Исус Христос ја примил незината душа. Тука се наоѓа и гробот на Пресвета Богородица во подземната црква, која ја осветлуваат само безброј кандила. Неможно е да се набројат сите свети места во Израел. Ги има на секој чекор. Затоа Израел, светата земја, треба да се види и да се доживее. Градбите од дрво се вистински избор доколку сакате максимална удобност во најкос временски рок. Малата потрошувачка на материјали ги прави овие објекти и подобар избор за семејниот буџет. А за убавината на дизајнот најдобро говори видеото. Да го погледнеме. Градбите од дрво се вистински избор доколку сакате максимална удобност во најкос временски рок. Без разлика дали е тоа голема куќа за повеќечлено семејство, мала викенд куќичка, надградба на постоечки објект или летниковец за во двор, брзината на монтажата, малата потрошувачка на материјали и долгорочната исплатливост ги прави сите овие објекти подобар избор за семејниот буџет. Овој објект представува семејна куќа на 2 ката со површина од околу 160 метри квадратни. Приземјето е резервирано за дневниот престој, кој е придружен со кујната, трпезарискиот простор и комотна надкриена тераса. Покрај тоалетите како дополнителна функција во приземјето се појавува и работна соба, која може да се користи и како гостинска. Второто ниво е целосно посветено за семејството, со 3 спални соби, од кои родителската има сопствена бања и сопствена тераса. На вториот кат има уште една заедничка тераса со поголема површина, покриена со пергола. Минималистичката естетика и нагласениот модерен израз е во целосна согласност со филозофијата на монтажните куќи. Брзина на изведба, квалитет, убавина и максимален комфор, но и во согласност со потребите на едно модерно семејство. Овој објект представува мала куќерка за одмор. Бруто површината на објектот е нешто помала од 20 метри квадратни и содржи мало купатило, мала кујна и еден дневен престој. Објектот на предната страна е обиколен со широка тераса, која е со површина од 20 метри квадратни, односно голема е колку и самиот објект. Широката тераса со настречница ја прави идеална за престој во летните денови и го разбива инаку малиот и едноставен волумен на куќата. Предонесува за пораскошен изглед на оваа викенд куќичка. Ваквите мали објекти се навистина брзи и едноставни за монтажа и потребни се само неколку недели за целосно завршување на објектот.
Ova nadgradba je izvedena vrz postojeći objekt so površine od okolo 70 metri kvadratni, so postar konstruktiven sistem, sočinat od masivna zidarija od tuli. Celosno je demontiran postojeći od krov i napraveni se pojačuvanja na postojećkata konstrukcija, zaradi otvaranja to na golemi balkonski vrati kon dvorot. Vrz objektot je postaven gredoret od drveni talpi koji formiraat ploča, vrz koje potoja se oformova celiot potkroven prostor. Do podkrovjeto se stignova so vnatrešni skali, a podkrovjeto je sočineto od dve golemi spalni, zajednički prostor za dneven prestoj na spratot, pokraj postojećki od poprizemljeto, komotna banja i terasa. Postojećki oddel je osvežen i tretiran so sovremeni materijali, za da se postigne harmonična celina so nadgradbata. Pergolite se najubavite estetski dopolnjovanja na domašnjite bazeni. Pokrijeni so lesni platna ili translucentni materijali, obezbeduvat polusenka i blagoprijetan ambijent, v koji može da uživate duri i pri najjakoto sonce. Ova pergola je so površina od okolo 30 na metri kvadratni, so masivni drveni stolpci podignati na coklinja, koji v isto vreme nadkrivat i pristapni skali, so što se oformuva raskošna celina okolo bazenat. Специјалните третмани за нега на вратот и деколтето се поретки, посебно кога станува збор за третмани со органска козметика и природни линии. Во наредниот прилог ве запознаваме токму со таков третман, кој ќе ги избрише брчките на годините на овие деликатни места на женското тело. Третманот го представува госпоѓа Жанета Џафер, специјалист козметолог. Вратот и деколтето кај секоја жена, доколку се негувани, се украс. Овој пат ќе ви покажеме како се негува вратот и деколтето со специјален третман. Најнапред третманот ќе го започнеме со специјално млеко, со кое што ќе го поминеме вратот, деколтето, секако и лицето, бидејќи во овој третман секако клиентката треба да ужива, и продолжуваме со следните постапки. Како следна постапка е специјалниот тоник со кој што ќе го хидрираме делот на лицето, вратот и деколтето. Нанесуваме поголемо количество на тоник и тапкаме преку лицето, вратот и деколтето. Следната постапка е нанесување на специјалниот пилинг, со кој што ќе ги отстраниме изумремените клетки и ќе направиме специјален пилинг на вратот и деколтето. Нежно го распоредуваме и одиме со една убава релаксациона масажа, каде што на многу нежен начин ќе ги отстраниме изумрените клетки и ќе го освежиме деколтето.
Вишокот од пелингот го отстрануваме со водени тампони и вака кожата на лицето, вратот и деколтето е спремна за нанесување на специјалната маска, која што ќе аплицираме само на вратот и деколтето кај нашата клиентка. Влагата ја сопираме со хартиено шамивче. Кожата треба да биде сува, за да можеме да ја нанесеме специјалната маска. А тоа е специјалната Caviar Lift маска, која што ќе направи лифтинг и затегање на вратот и деколтето. Незе ќе ја аплицираме во посада пред се и одиме со нанесување. Секогаш одиме од доле према горе, за да можеме да направиме затегнување. И ја оставаме да отстои 25 минути. Секако ја нанесуваме во подебел слој. И самата маска ќе заврши својата функција, значи затегање, лифт ефект и освежување на вратот и деколтето. Бидејќи маската го заврши своето дејство, одстои 25 минути на вратот и деколтето, ја отстрануваме полека со водени тампони и така кожата ни е спремна за следната постапка. Влагата повторно ја собираме со хартиено шамивче. И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјален серум. Нежно го нанесуваме на вратот и деколтето и правиме една убава релаксациона масажа. Постапките секогаш треба да идат према горе, значи го подигаме делот на вратот. Постапките се брзи, меѓутоа лесно.
Серумот веќе навлезе во подкожното ткиво, значи масираме се додека не се впие. И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјална крема за врат и деколте, која што клиентката после третманот, значи еднаш месечно, треба исто така да нанесува, значи во домашни услови за да, нели, го негува вратот и деколтето. Тоа е, значи, специјалната крема за тонификација, значи за зацврстување на тонусот на телот, на вратот и деколтето. Повторно одиме со нежно нанесување и оваа крема ја аплицираме на вратот и деколтето и со масажа ја внесуваме. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен третман и се надевам сите оние кои што се задоволни и го виде овој прилог може да не посетат. Витаминските напитоци кои даваат енергија се посебно потребни за стресниот начин на живот. Издвоивме да ви представиме некои од нив со сладки вкусови на шумско овошје, калинка, лимон и портокал. За нивните предности разговараат Кирил Сековски и Марија Велкова. Здраво, Кирил, добри дојде во нашата нова емисија на Инклуб. Здраво, Марија, добро ја најдов. Што интересно ни подготви да ни представиш во оваа емисија? Во оваа емисија ќе ги презентираме доктор Срутивит напитоците. Може ли да ни кажеш што представува витаминизираниот напиток Frutivit Doctors? Frutivit Doctors е овошен природен напиток кој се состои од дехидрирано овошје, природен шеќер и комплекс на витамини и минерали. Витамини и минерали се во составот на овој овошен напиток. Тој се состои од 12 вида на витамини. Тоа се витаминот А, витаминот D3, витаминот С, комплекс на Б витамини, фолна киселина и витаминот биотин. А минерали се состои од два минерали, тоа се железо и цинк. Зошто на нашиот организам му е потребно секојдневно конзумирање на витамини и минерали? Секојдневно е потребно внесување на витамини и минерали за поголем имунитет и отпорност на организмот, за правилен раст и развој и за правилна функција на организмот. Какви вкусови има овој напиток Frutivit? Доктор Срутивит, овошниот напиток, доаѓа од 4 вкусови. Тоа се лимон, портокал, калинка и шумско овошје. Секој од овие вкусови ги содржи витамините и минералите кои ги напоменав. А во која амбалажа може да ги најдеме овие напитоци? Тие се пакувани во стик, дехидрирано овошје во прав, збогатено со витамини и минерали. Ќе може ли да ми кажеш како се подготвуваат овие овошни напитоци? Подготовката на доктор Срутивит овошниот напиток е многу брза и лесна. Тој се приготвува како топол напиток со мешање на стикот во 300 мл топла вода и како ладен напиток со мешање на стикот во 300 мл ладна вода со благо мешање.
напиток има прекрасна боја. Може ли да ни кажеш кој вкус е ова? Конкретно овој вкус е шумско воше. Секој напиток, секој вкус има различна боја. Дали овој напиток се препорачува за сите возрасти? Значи се препорачува и за деца и за возрастни. На децата им помага за правилен развој на организмот, а на возрастните им помага за да го одржат правилниот развој на организмот. Колку пати на ден се препорачува да се внесува овој овошен напиток? Се препорачува минимум 2 пати дневно да се конзумира доктор Суртивит напитокот, за да се задоволи минималната потребна доза од витамини и минерали. Но може да се користи неограничено зашто нема лоши ефекти. Кирил, ти благодарам, овој напиток е навистина вкусен и освежува. Исто така, знам дека дава и енергија. Се надеваме дека уживавте во нашето дружење и дека и оваа емисија ви донесе полезни информации. InClub можете да го следите и на Facebook. Нашиот линк е www.facebook.com/InClub5. Доколку имате предлози за соработка, можете да не контактирате и на нашиот имејл inclub@yahoo.com. Ми беше задоволство дружењето со вас. За мојот изглед денес се погрижија козметичкиот фризерски салон Жанета Естетик и мојата омилена Антонија Ристовска. Покрај тоа што направија да изгледам убаво, направија и да се чувствувам убаво. Гледајте InClub. Ваша Јана Бурчевска. At last, my love has come along. My lonely days are over, and life is like a song. Ooh, at last, the skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I can speak to, a dream that I can call my own. I found the thrill to press my cheek to, a dream that I have never known. Ooh, when you smile, oh yes indeed, the spell was cast. And here we are in heaven, for you are mine.